Битка за гласови во предизборието. Партиите веќе почнаа да ги прават пресметките и тактиките. Дали Зоран Заев планира со воведување на двојазичност во цела Македонија да добие најмногу албански гласови? Лидерот на СДСМ во неговото последно интервју вели дека во борба за повеќе гласови од албанците е подготвен албанскиот јазик да стане официјален во сите градови на Македонија. Зборував за употребата на албанскиот јазик. Не губам јас како граѓани на Струмица, кои што сме 94% македонци. Останувате на таа изјава? Значи, една работа да се знае. Прагмата во Македонија мора да биде следена. Не губам јас ништо како македонец. Ни па граѓанинот на Штип, на Скопје, кој што е од македонскиот етнички корпус на граѓани. Сега му е мајката да дефинираме каква земја ќе градиме во иднина. Знаете дека ќе живееме по табуата. Заев истакна дека очекува на следните избори да добие најмногу албански гласови, па после некоја друга политичка партија од албанскиот блок. Не порага. Сметам на албанските гласови за СДСМ, за коалицијата предводена од СДСМ. Без разлика дали ние ќе имаме коалиција со албански партии или не. Јас сметам на албански гласови во овој процес на избори пред кој што сме исправени. И очекувам СДСМ да добие најмногу албански гласови, па после некоја друга политичка партија од албанскиот блок. И ги имаме сите причини на светот тоа така да се случи. Од СДСМ денеска со демант. Оттаму негираат дека Заев во интервјуто споменал двојазичност на целата територија на Македонија. Преплашен од широкиот фронт за негов пораз, единствено што му останува е да лажи и да манипулира преку куририте, како и многу пати досега, така и во однос на вчерашното интервју на председателот на СДСМ Зоран Заев. Порталите на власта пишуваат наслови кои немаат врска ниту со текстот, а уште помалку со вистината. Иако од СДСМ демантираат, Заев денеска од Прилеп им порача на прилепчани дека и нивниот град во кој речиси и да не живеат етнички албанци ќе го направи двојазичен. Во Прилеп тој што учи албански јазик, иако е мал многу процентот, може да добие право да учи музичко училиште, реков, на албански јазик, да напише барање на албански јазик. Инаку неодамна новинарот Мухамед Зекири стана член на Централниот одбор на партијата. Заев потврди дека тој се води и како вработен во СДСМ. Првиот човек на опозицијата смета дека ова ја покажува политиката на отворени врати.